Значи, слушни ме, мамо. Откако кајаците и целата неопходна опрема беа подготвени, членовите на спортско-рекреативниот клуб Соларис од Струга тргнаа во нивната хумана мисија. Поминувајќи 19,5 километри од Струга до селото Глобочица, низ брзите води на реката Црни Дрим, тие веслаа за лицата со ретки болести. Велат дека на овој начин сакале да испрдат порака за поголема општествена одговорност кон овие луѓе, како и нивна достапност до потребните терапии и лекарства. Иницијативата наша и на еден такав филантроп и помагател на струшкиот спорт беше за да покажеме и докажеме дека лицата со ретки болести постојат, дека се тука околу нас и дека како и ние, кои што смете привилегирани да бидеме здрави, имаат право на идентификација, правилна диагноза и правилно лекување. Гордана Лолеска од Сдруженијето Живот со предизвици вели дека ова е уште еден глас во нивната борба за што повеќе права. Во националниот регистар се запишани повеќе од 500 пациенти со ретки болести, но вели бројката е поголема од 1000. На овој начин тие беа нашиот глас пред институциите и пред системот и им покажа на сите дека не сме невидливи, не сме сами и да се надеваме дека соработката ќе продолжи, дека ќе има уште многу километри извеслани за пациентите со ретки болести. Хјохи вели дека идејата се родила сосема случајно. Се надеваат дека веслачкиот маратон Весламе за ретките ќе прерасне во традиција. Каде што не само аматери би вклучиле и професионалци, односно надпреварувачи, и овој маратон да има надпреварувачки карактер. Сметам дека ние ја постигнавме нашата цел. Она што навистина и ни дава мотив за понатака е тоа што го подигнавме интересот и на обичниот граѓани. А токму турата од Струга до Глобочица ова летот клубот ја нудел како и понуда за стружани и туристите. Такав да искусам нешто малце така поадреналинско, поради тоа што и самава река е брза на моменти. Се до Глобочичко езеро. Авантуристички, интересно и малце тешко можам да кажам. Ова е една убава атракција за туристите за да го видат течението на реката Дрим и самата природа што ја има реката. Плановите се турата наредната година да вклучи лица со ретки болести, со цел уште повеќе да се покаже дека овие лица треба подеднакво да се третираат во сите општествени случувања. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.